Стефан, кутија број 5. Ајде, Стефан. И си го дочека својот ред. Стефан Митрев, Охриѓанец, инаку живее и работи во моментот во Скопје. Меѓутоа, рековме од Охрид, каде си точно од Охрид? У центарот на Охрид, близко ми е автобуската станица. Така, точно. Значи точно знам кај си. Таму си растеше и сега живееш и работиш од таа убавина таму, сега ти доаѓаш тука во Скопје. Ама ајде, после ќе зборуваме. Имаме време. Како? Имаме време. Имаме време, така е. Стефан, реагираше многу често, се секираш за твоите другари да не му отвориш нешто високо, претпоставуваше што имаш во кутијата. Што вели за твојата кутија? Ќе останам со истото мислење кој што бев зад кутиите. Дека е високо? Да. Браво. Така е, Стефан. Ако велиш за другите, треба и за себе, така? Да. Добро. Пред сум дојден за забава, за дружба. Така. Ве пратам веќе подолго време. Колку години имаш? 21. Една, добро. И си реков да се пријавам, да видам како е. Како си по? Па, добро си помнав, добри луѓе запознав. Пријатна енергија, забава, смеење. Така. И сега ми дојде мојот ред и сега ќе ми е масе мака да ве оставам. Ти дојдат во Охрид и што не се секираш. Од преска се спремаат за Охрид, да знаеш, еве се наближува летото, веќе сме пролет, така што уште малку ќе дојдеме во Охрид. Добре дојде, мистер. Ти благодарам многу. Петкава дали ти значи нешто? Не. Имаш ли бројки за чување? Имам само 3 бројки што ќе ги чувам. Тие се моментално тајни. Добро, не прашувам. Друго све ќе отварам. Ќе ги дам според како ќе ми дојде. Како ќе ти дојде? Во ред. Стефан, имаш ли мајлија? Не. Добро. Тоа малку подоцна. Имам, ама не ја носам, па една фотографија, што не можам да ја прикажам во јавност. Во ред. Дали тоа некоја девојка? Па така нешто се кажи. Што заклучивме во стар дека Стефан е многу мистериозен лик. Нити бројки ни кажува, нити девојка ни кажува, ништо не ни кажа. А, луѓе, нели? Ајде ќе видам. Ќе извлечам нешто. Тука име поддршка, поддршката ќе ја прашам. Па тоа поддршката ќе прашам. После ќе ја запознаем поддршката. Добро. Стефан, никој не знае која сума во која кутија се наоѓа, ниту јас, ниту банкарот. Членови на дворешна комисија се задолжени за распределба на тие суми. Оваа твоја петка содржи една од сумите кои што се на екранот. Многу добро знаеш дека може било што да се наоѓа во твојата кутија. Посакуваме да е нешто убаво, посакуваме да си одиш со милион. Како и да е, нашите жилби се познати и значи на сите, и мојата и твојата, и на поддршката, и на твоите пријатели, нашите гледачи. Само банкарот е еден против сите. Дали ќе го победиме вечерва, ќе видиме. Важно е да се забавуваме, така? Се надевам дека ќе го победиме. Така е, Стефан. Ајде, може да почнеме. Се напие вода. Драги мои, еве, Стефан пие вода, те подготвува, мислам дека и вежбал, така што одиме со прва рунда, 5 кутии, ова негово издание. Кутија. Браво. Само 5 денари. Бројката. Каде е? Значи си мислена е тројката. Ивана. Ивана, шутиш ма? Ја грабнела тројката, не се јавува. Заборавив дека тројка има. Заборави дека имаш тројка. Отвори. Се среќи. Да видиме зошто си заборавила. Добра е. Немало причина. Антонија, број 6. Овие бројки мене ми се смислени, ама ќе видиме дали ќе ми признае и тоа. Антонија отвори кутијата со број 6. Таму има соко, едно погодивме. Да сме прави и живи. Исто 1000 се во игра. Боби. Боби, број 15. Отвори. Со среќа. Добро, нитко црвено, може. Отворивме 4. Уште една кутија. Уште една. Почел, мислење. Последните ниски. 22. Кочо главот. Нешто високо. Подошла не беше или не беше влав? А, не, круширче беше така е.
Така е, дури ни влашки не знае. Седмицата, да запознаеме. Ајде да запознаеме. Број 7. Таму е Наташа. Наташа, здраво. Здраво, Представи ни се. јас сум Наташа Ѓурич, да јам од Скопје. Вработена сум во Деспортска опрема и мајка, сопруга на 2 дета, Александар и Лука. Така, нека се здрави и живи. Еве, Наташа е тука, ја запознавме и сега ќе отвориме или само ќе се дружиме со Наташа? Како ти се чини? Ти се отвора или не ти се отвора, Стефи? Михаела, Двајца прескок на Михаела, број 4. Нешто ниско е. Михаела вели дека е нешто ниско. Ти веруваш? отвори, па тоа, што е? Ајде да видиме, Михаела. Отвори ако ти. Да видиме кому му даде доверба. Браво, Михаела. Зошто бакнеш? Ава мистериознава ќе те оскубе кој ќе да начека. Ајде. Не туку браќа и бакнежи. Туку знаете кој ќе биде неговото правдање. Абе, Денар ми отвори, ми погоди ми отвори Денар и така. Здраво за кого? Јас сум Мишо Василевски, живеам во Охрид, работам во пекара Стара Фурна во населба Новоселски пат. Ама овде во Скопје. Ама име кој е вашата врска? Вие сте колеги? Да. Како ми беше името Василко? Мишо Василевски. Мишко Василев. Василевски. Мишко, во ред. Значи, да, вие заедно работите? Да, заедно Значи, сте работиме. колеги, колку време сте колеги? Една година. Да, ти добро се отвори за тоа дека имаш 21 година, колку да бидете колеги? 15 години. Добро, дали се подготвуваше господинот Мишко? Дали се подготвуваше Стефан? Јас му реков како ќе те носи ти тикток, така играш. Така, и још што ти рече? Добро рече, можете. Ајде, Влечевме бројчиња, ми направи добро. и излезе број 11 да го одберам за игра. Но петката ми се падна, така да А и денеската ќе ја чувате? ќе видам. Ќе видиш, во ред. А ти мистериозните бројки му ги знаеш, Мишко? Не? Не. Добро, па затоа се мистериозни. А сега, најмистериозниот лик на оваа планета, Банкарот. Добра ти вечер. Банкаро, добри сме да ти кажам, имаме овде убава атмосфера, убаво дете е расположено, така што уште да не се убави стумите, мислам сега овај почеток. Ќе бидеме задоволни. А вака, голем поздрав до Мишко и најмногу до Стефан. Вели, Стефан е скоро мистериозен како и јас. Бакнежи на сите страни, Банкаро, не знам. Ова мистериознава, ако ни е пред врата, готови сме сите. Почуваме со 6000 денари, воопшто не е лошо, како за почеток, заради отворените 250. Понудата не важи. Милион во игра, понудата нема да важи. Втората рунда е на прагот. Стефан, просто, луѓе, верувате, сега да го пуштам вака ќе се растача по студиото, толку има енергија, толку има возбуда во него и желба за играње. Она што е многу важно е дека ти не мораш да брзаш до отворањето на кутиите. Нормално, разгледај убаво, подразмисли што би можел да отвориш и гледај да отвориш 3 сини. Втора рунда со милион во игра. За Стефан од Охрид. Да ги оставиме милионот и стотката до крај. Така е, така е. Оливера? Само да видам. Аха. Кај биш Оливера? Таму горе. Значи, не туку се смејте, дигнете раце. Ве барам. Ајде, Оливера, отвори ја кутијата. Добро, може. Горан? Број, кажи ми. 16. Што мислиш? Не знам. Не знам, мешани беа до се. Отвори ја слово. Горан. Отвори ни сино. Срекно? Бараме сино. Сино е, браво. Одлично, Стефан. Уште една. Го скокнав кочено, ќе го отворам. Се врати, а? Да. Па, да сме здрави и живи. Скочо. Поише ти оди на сино или ти оди на црвен? Ајде. Сепак сака да ја отвориш. Да. Те човекот го прескокна, се врати, не го послуша, изгреши. Аплауз за милионот кој што се уште во игра.
и нека остане во игра. Стефан, а убаво го прескокна код. Да. Ави човекот гледаш како кажа, мислам дека е црвено, ама ете ти на Михаела и веруваше на код што не се. А зошто е тоа така никој не знае. Така. Нема ни да дознаеме, пошто сме мистериозни ние овде. Стефан, кажи ми, вака сега, работите заедно со Мишко во пекара. Која пекара? Стара фурна, Во Скопје, Новоселски пат, што Новоселски кажа? пат, Добро, там е врујев на селда, така, одма до касарната. кај касарната. И сега, вие сте пекари, месите и печете или што правите? Колегата го печи, а јас го пакувам. А ти си пак И у смената и го учам да најат. учиш да не, такаш да научиш, а? Па имам желба да го научам, Да. но сепак тоа не ме влечи, Добро. ама тоа. Како ќе бидат? Нормално, тој занаед кој што треба да си го имаш во рацете, за секој случај занаедот, така ли е, Мишко? Така, така. Колку време си ти пекар? 25 години. Ти се, дали си на истото место или тоа не- Порано работев во 23 години бе во Охрид. во Охрид? Да, во пекара, во Настовски. Каде е таа пекар? Тоа кај болници негоре. Аха, сакаш да кажеш, јас се збунив, мислам дека во Охрид, во градот Охрид си бил, кај клиника, кажи клиника, да. во тие? Во тие сокаци. Во тие сакатите, добро? Сега се вратив тука во Скопје, тука сум 3 години. Па се убаво разбрав. Убаво сум разбрала, значи во Охрид си бил, во градот Охрид. Да, таму Кај болниците. Таму работев 23 години. Те разбирам. А ти си Скопјанец или си Не, јас Охриден? сум по потекло Македонски Брод. А, така. Да. И сега се пресели во Скопје, тука ти 3 години и си работеш во оваа Да. пекара тука. Да. И таму беше Мајстор, да. мајстор? Да. Браво. Пошто е најпопуларна таа претходната пекара, пошто оваа сега кај што работите? По газдата. По? По газдата. Да, дите, значи Не, разбирам. Те нека тони здрави и живи туку. Пошто е популарно, што правите како производи? Само- Дали тоа е бурек, леп тоа? Само леп, само леп. Само леп. Класичен леп, домашен, природно, све киснење нема. хемија никаква. Значи се, Пече на дрва, се клава до грам све. Една грешка леп нема. Пропаѓа се, а? Да. Аха, Значи мора да се сконцентрира на работата. така. Нема простор за грешки. Нема. Обично- Една грешка може да би... Разбирам. Значи вака сега вие зборувате за пекара само за леп. да. Да. Аха, добро. И уште едно прашање имам. Колку рано станувате, кога ви почува работното време? Јас станувам во 4 сатот до 5:30 са ваде завршуваме. Значи мора да се заврши до 5 за да лебот се однесе навреме. Чекај, ама во 4 стануваш, како стануваш? Запладне. Нападни. Ден не спијам, ноќе работам. Да ми разбираш. Разбирам, значи почнуваш у 4, Да, до 5, до 16 почнувам, до 5:30 треба да завршам. добро, и после тоа го оди лебот, там? Да, си има шофери, ние си, ојме си легваме. Аха. А цела работа зависи од еден метач, од Радовише. Тој кога ќе стани, ако стани покасно, Добро. покасно завршуваме. Сме дешавано такви случаи кои ќе стани во 20 до 7, завршуваме во 8 сабајне. Значи има такви ситуации и затоа го поздравувам. И му викаш порано да станува. Порано да стани, порано да почне со работа, да можеме порано да завршиме. Дека знаете Скопје како е, гужви, сега со камери се сити, и по 5 минути не можеш повеќе да возиш, така да. Сега ми издасме. Чекај, он се успива нешто, мислам не... Да. Дека кој ќе заврши, пие 9 кафиња и Red Bull. Си пиење, амен. Добро, и тоа е мистериозен, само ќе го поздравиме. Да. Ти мислиш, мене ми најде работа, не сум јас да таму, не, вака ќе ме поздравуваат преку застанување. Така е, да. Не, ја до 4 не сум ни легната. Тоа е разликата. Таман се вклопува. Кафенте, ја само кафен се пија. Тоа почитувам, да. Заради приказната поздраво ти милионот колку? Се покачува сепак на 10.000 денари. 200.000, ама ќе мораш да внимаваш Да. милионот ако не е во твојата, дали мислиш дека имаш барем милион? Не, Немаш? едноставно мислам кој што мислев зад кутиите. Значи,
Така, неутрален. Неутрален си? Да. Па на кутиите не беше неутрален. Ти кажуваш, немој да ме отвориш, имам високи. Да. Во сите цели 8 емисии соред имав ниско црвено плаво. Милка што играше, ме послуша, десетката имав, во измав 250. Али кога играше, му реков имам високо, ме отвори и му отвори 100.000. Така. И вечерва викаш немаш милион. На Ленче Не важно, добро. на Ленче кој реков, да ме чуват, имав милион. Ха, добро. Вечерва не мислиш дека имаш милион. Ај, може би грешиш. Трета рунда за Стефан. Стефан, 10.000 динари, кажи дали втората понуда? Не важи. Понудата нема да важи. Одиме Стефан со трета, имаме бајаги, сини, синајте, може би Мишко има некоја идеја, ако има нека ти каже, или некој од тие колеги таму нешто да не, или оваа мистериознава девојка, може би ти кажала, имаш ли некој број со мистериозната девојка? Имам тоа се 3 кути, А со неја ги договори тие кути, а? не ги договорив со неа. Туку? Врзани си со неја? Да. А, браво. Значи, паѓа февруар месец, Аха. јуни, и уште еден број внука ми, Марија, 13-ката да ја чувам. Ме за двојка шестка? Не, 13 Февруари, што викаш февруари? февруари и јуни месец се тие бројчиња. А ја кажувам втори и шест. Не. Тие бројчиња. У некој дато сака да каже. Значи во тие 2 месеци се 2 броја. А, добро. Готово, ајде. Повели. Само внука ми Марија, не 14-ката да ја чувам. Добро. И тоа е. Колега? Ја мислам 12-ката за крај да чуеш. Добро. Нешто за отварање? Ти си наш истикт. Кажи некоја Ти- кутија, да сме здрави и живи. 20. Кутија број 20. Па му е Зоран. Зоран, отвори кутијата. Браво. Одлично, Мишко. Ајде. Ајде више една. И седмицата. Седмица? 7. Отвори ја. Ја мислам не. А? Новата тоа е нова надпреварувачка, тежно мислење, жената може би има право, може би не. Сакаш. Сега е малце по-тесно. 19. Што мислиш? Марија број 19, Сино. мислам дека е Сино. Не знам дали ќе верува и на неа. Тоа е. Отвори ја. Кој? Марија. 19. Ајде, Марија. Браво. И за Марија, браво. Уште една. Гордана? Број 2, Гордана, прашање. Све ниско, се надевам дека ќе биде пак ниско. Ниско отвораш? Песе? Број 9? Број 9, Пете. Кој е одлук? Да, се пренесувам. Двојката ќе. Двојката. Гордана. Сепак гоца. Сусреќа нека ти е. Се надевам и јас. Добро е, ниско црвено, браво. 3. 3 отворивме, така, секоја чест. Луѓе 35 милион во игра, нека остане така. Па И- се надеваме. А, нели, па добро, ти оди, сега имаш симпатична понуда, но претходно да те прашам со оваа мистериозна девојка, дали си долго време со неа, дали е нешто сериозно. Не кажувам ништо. Друго можеш тука пишува се. Само тоа не. Па си ми пишал овде, најмногу си се застрамил при првиот бакнеш. Тоа да. Тоа така е, ама не го кажувам. Па ти го напишал. Така напишав на брзина, Ама немој. да. Овде бе пополно сета. Па добро да е, па си напишал. И сега зашто не си напишал? Ја читам и ти се викаш не. Па ти си напишал не. Ова ја го пишував или ти го пишуваш? Јас го пишав. А? Јас го пишав. И сега
Многу емоционален на некои песни. Како ми... Многу, кога ќе слуша некои песни, многу емоции го терат на На што? На пење или на плачење? Сега јас ќе ви објаснам. на женската. Фала, Мишко. Јас сум посветен повеќе на народната музика српска, Јужни ветар, Шабан Шаулиш, Халид Беслиш. Добро, Кон тие песни сум ориентиран. добро. Лега, такво Добро. слично детство имав. Твој избор е тоа. Не е важно што си и како, зашто. И тоа се песни кои што тебе ти се допаѓаат и некоја нивна песна те Посебно- погодува. Која? Шемса Шаулиш, покојна, почина предена. Кој почин? Шемса Шаулиш. Чимса Шаулич. Шемса Сулјаковиć. Јас се збунав. А он направи комбинација, значи, Да. починала. Многу емоционален. Многу емоционален. Многу емоционално. Ден. Добро, и сега сакаш да кажеш откако е заљубен, песните го погодуваат. Тоа сакаш да кажеш. Точно. Браво. Еве, доволно е, веќе не прашувам. А мистериозно да почитува. Така ли е, Мишко? Така е. Да почитува, да знае со кого си има работа. Добро, колку можевме извлековме, не се дава, луѓе не кажува. Ау, Што се давам јас? тешко се дава. Ау. Банкару. Ама, да, он... А ние предизвикме, не признавам. Меѓутоа, дојде тешка информација. Да, тешка информација дојде да извлечеш. Да, да, браво. Тешка категорија сум. Како тешка категорија бил. А во најдата Човек честа управа е да го престите, да? Да, вели банкар, добро изгледа табелата и навистина добро изгледа табелата. Имаш малтене пата ситуација, но најважно дека имаш и 35 и милиони. И убав скок на понудата. Од 10 на 30.000 денари. Ако е овој милион кај тебе или остане во игра и понатаму, ќе имаш уште поубава понуда број 4. Како ти се допаѓа ова? Симпатично е, не викам не. Но да прашувам. Па да пашеш. Да прашам, а? Слабо. Добро. Имаш 3 кутии да отвориш во четвртава рунда. А ако милионот е кај тебе, нема да го погодиме, ама ако не е кај тебе, При да не го сочувам до крај и да отворам минимум 3 сцени. Да биде убава руната. Фала, колега. Сега, значи, понудата од 30.000 денари, кажи дали... Не важи. Не важи. Милено му е да каже, одиме понатаму. И браво! Ќе гледа тоа да го кажува што подолго може, така ли? Да. Повели. 3 важни кутии. Кој знае нека помага, кој не, нека молчи сега и за секогаш. Ајде, колега. 18-ката година. 18-ка. Комшивката Ангела. Кутија број 18, нема ништо не да видиш, не да размислиш, одма ќе отвориш, така? Кеѓа. Не прашувам. Ангела, што мислиш ти? Црвено. Ама колку? Илјадарче или милионче? Милионче. Ау, Ангела? Или е тука или Или каде? 9. У деветка. Тоа е мислење на Ангела. Може би има право, може би не. Сепак, Стефанова твоја игра. Повелик, кога сакаш да отвориш? Ќе отворам, сепак. Сепак Ангела? Да. Па што Чекај малку, што е Мишко? Да префрлиш на другиот пред двама. Да не го премислуваме, ќе му направиме белја. Тако мислите. Ајде, отвори. Да отворам. Стефан, сепак. Почекај. Почекај. 10-ка. Добро, вака кога правиме, ја утнуваме работата. Ајде, Катерина број 10, сепак. Ако е таму нешто високо, тебе ќе те отворам одма. Браво, еве 50 денари. Благојчо. Мислење? Мислење нема. Немаш. Треба Добро. да залажам. Ангела отворија. Се надевам дека... Браво, браво. Чувствувам дека ќе те... Тие бројки што ги чував, што
Нивеа ги отворив, Значи веќе не ги чуваш. 22 февруари, 11 јуни роден денот Нинзи Сериозната, леле, ја реков ќе го сгреш името, не го кажа. и Мартина 12 тој е мојот роден ден. Браво. Сега, значи тие двете ги отвори, а? 22-ката ја отворив, да. 22. Добро. Ајде една добра. 22? Кој? 200? 100. 100.000 ти отвори. Да, случајно и чинеше. Кочо ти отвори 2. Да. Бе, Кочо е... Ама кажа човекот. Да, си кажа. Човекот си кажа, што е право, право е. Сепак, ќе отворам 11-ката, па ако ми изгори, нека ми изгори. И дека сум изгорен. Изгорен си? Од дома. Изгорен. Така избор. Љубовта. Од љубов? Да, да. Така, нели, леле, Мишко. Мишко знае се путот, не може да каже многу. А сака да ми каже, сака да ми каже, ама овој го гледа цело време. Ќе ме остави сам. Давид, Давид, отварај. отвори ако Да, ти. Нека види. Се надаваме се нема да ти изгори. Ајде. Нека ми изгори, така да сум изгорен. Добро, Емилијано те во игра. Го задуваме, луѓе, браво, браво, Стефан. Стефан, ти имаш највисока понуда до сега. Да. Но ќе биде поубава во цената рунда ако отворам 3 свини. Така е, Стефан, браво. Ако го прободам милион, ќе силам или со 10.000 или со 250 денари. Чите правила ги научил убаво. Браво, Браво. Стефан. Стефан, од каде твојата обседнатост со автобусите? Сега. Дека живееш Тој покрај момент тука. го чекав. Тој момент го чекав. Посекако вашиот колега Џоле ме праша нешто. Ево сега има прилика да дознае. Вака, јас од 7-та година сум во таа фирма, значи како дете. Во која фирма сте? Галеб Охрид Така? е позната фирма. Така е како не е. Од самата 7-та година бев со нив, со директорот, со заменикот директорот со филму, покоен Саричко. Тој почна во ковидот кога беше. И голем поздрав до Димитар Василевски, до Ивана Василевска жена му и до сите останати што работат во фирмата. Добро, еве ги поздравуваме. А ти што правеше на 7 години? Директор беше таму, заменик, што? Не бев директор, туку тоа е малце комплицирана приказна, но се Може да ја упростиш? па можам во кратки црти. Ајде. Јас не бев некој дете како нормални деца, сите. Јас сум пораснат во автобус, на тркала. Тоа беше твоја желба. Да, моја желба и ден денеска и таа ми е најголема желба да бидам дел од таа фирма, да бидам шофер и единствено што сум љубител на Мерцедес би во прва прилика што ќе ја земам Д категорија, прва релација Охрид Скопје 10:45, одека стигам во 1:40, се враќам во 4:30 и прво возило да ми биде Мерцедес Травего. Има 46 седишта. И така. Значи ти си опседнат од твојата 7 година со автобуси, со тоа да возиш автобус и тоа на Галеб, да те разбереме. Галеб покрита. Сум бил и други работи, сум работел како мајстор, кнал, вгледување тие работи, но Ова ти е желбата. да, тоа ми е Значи- голема желба. Јас искрено се надевам дека ќе ти се исполни, само треба да си положиш, нели? И Не дават годините. Како? Чекам годините. и годините ги чекаш. Чекај ти колку Не беше како порано одма беден. да одма можеше. Сега не може. Сега не. Па банкару, па види какво момче. Па нека, ама види Галеб знаат, он сега чека. Па детето таму е израснато, што те вика во автобус израснат. Да, и Џоле прашувал, се го интересира и него, еве му вика и на него да му одговорам. Да. Дека во прашната емисија ме праша и му кажа дека кога ќе слезам долу ќе раскажам на сите. Така. Добро, банкарот проверил, Шемса била жива. Нека здрава и жива.
Добро. И јас пред некој месец ја умрев она пустана жена, Бисерка мајкава на Дражан Петрович. Она си била здрава жива, така да и оваа е здрава жива. Значи следен пат да си оди на незин концерт, она уште пее. Има песма за нејзе. Како е? Имаат песма напишана. Па нормално дека имаат песна напишана. Ќе ја пее и убава е понудата. Ќе размислиш, ама само ќе размислиш. Да. Не ти кажувам дека ќе биде поубава, пошто знаеш дека ќе биде поубава следната. Ако отворам 30-40 и 100. Или сепак, милион да го оставам доколе да отворам 250-110. 10. Или пак 1000-3 и 10. Точен одговор. 52.000 денари. Море 56. Уште еден аплауз. 56.000 денари. Ова треба да се размисли. Така е, треба да се размисли. Ризик, кругот се стеснува. Мисли малку, ова не е лепе. Знам, брат. Инаку, го поштувам како брат и затоа секој пат го викам брат. Ево и тоа е сведок. Ко, баш убаво. 56. 56, така е. Душо, не продолжувам да ти кажувам, знаеш. Така е. Не, како 40.000 на плюс? Од постарите. Не, ако земам јас да земам 2006-та, 2007 плюс. Се да имат. За тие. За те има. Епа. За категорија или За категорија, да. земи и одиш. Така е. Можеш ме прашаш? Одлучи? Да. Добро. Милионот ни уште во игра. Стефан, ако мислиш дека се кај тебе, да си продолжиш лабаво. Ако не се кај мене, Мисли моја. да си ја прифатам понудата и да играм како што би играл. И сега кај тебе си или не се? Не, едноставно немам такво Пречувство. Да. 50 И пред тоа ви кажа дека исто ако нисте и некој што го има вач кутиите. 56.000 денари со милион во игра. Стефан, кажи дали понудата Баш. важи. Браво. Да би играл вака. Одмет играме, значи не ништо не коментираме, све знаеме. Ајде повели. Ке го... Како ли ќе играме? Многу го Двајствојката, интересира, да. не знае, го интересира што направи, дали пред време ја продаде кутија. Да. Почео го чував, 22-ката, ќе чував нејде до крај. Другото се ќе остана, ќе отпада. Мартина, 12. Мартина, отвори кутија. Милионот е во игра. Мариче, комшивката. Така ќе играш и ќе Да. отвориш Мариче, добро. Така е, Киро. Ајде, Мариче. Милионот е во игра. Дали, Тоа е. еве, Мишко веќе реагира, се нервира, смета дека немаше да го отвориш милионот и да не е кај тебе. Благојче, 17. Само малку благојчо. Ова ќе беше последниот, последната Бака, кутија. ти видов? Мишко, што реагираш? Знаев дека горниот ред сите се плави. Уште првиот кога отвори, знаев дека се горе сите плави. Добро, сметаш ли дека ако не е кај него милион, дека нема сега да го отвори, дека пропушти убава порука? Да. Сметаш, нели? Да. Гледам според реакцијата. Во ред. Значи, Стефан ќе ја отвориш и 17-ката. Која ќе да знаеме, Мишко, што има таму? После рекламите. Одеме со реклами. Ние се договоривме, кога нема да можам да дојам на снимање, ќе дојде Јас. Стефан Митрев. Правилата ги знам. така е, правилата ги. Опуштен си пред камера. Да, опуштен. Нема. Имав напишено уште нешто во тоа. Чекај ќе ми кажеш. Полека. Он се што запишал мора да биде кажано. Да. Добро. Сега.
Прашањето кај сите, пред се кај него е прашањето, дали пред време ја продаде кутијата, затоа што зема 56.000, но ако таму не е милионот кај Благојчо, пропуштил убава понуда Благојчо, тоа е кутијата. Со среќа се. Ајде. Ај. Што ти рекол? Мишко те држи за глава, ама Мишко не сакаш да му се, мислам да го убедуваш да продолжи понатаму. Преска. Баба ти му реков, кажи Како кути. рекол, 12 да чуваш за крај, пошто ваму горе беа сите пласини, и долниот ред до пола, после затоа му рекол да се префрлиш ваму. Се префрлија ваму. Каде е според вас милионот ако не е во питката на Стефан? Во Смицала, мислам. Стефан, од која кутија ќе чуваш за крај? За крај, немам. Немаш, не знаеш ништо. како ќе? Не знаеш како ќе. Да. Тие што ги чував, ги отворив. Не знаеш како ќе. Да. Тие што ги чував, ги отворив. Кој ќе ми отвори 250? 100. 250 ми отвори. Да, добро, ми кажа, тоа ми кажа. Чекај, Стефан, што си запишал, не сум те прашала? А провери. Кажи се, да не барам. Вака, имам тука напишано кој што прашувате вие, што ви се случило во животот, најстрашно тие работи. Ајде, повели. Тоа има случајно во животот, најстрашно тие работи. Имав прва собраќајка, Добро. бев 3,5 месеци во гипс, Што направи? кола муде, такси, А ти пешки одеш? со точак бе. А ти се точи. Добро. Значи, бев Здрав жив сега, Да, добро. здрав жив. Надам се сега имаме нака со ногата, промена на време тие работи, но офераме. Нема рајде. А втората е, јас лично направив собраќајка со кола, Добро. со југото, Што направи? па вака, бев излезен, Навечер? не, преку ден. Преку ден. Да. И си имав јас USB, радив се звучници се на деликатно. И имаше написано од Алпина. Се сеќавам? Сега касно е. Предпоставам дека ја знаете. И Баш на тој момент рефренот кој почне. рефренот кој сам текстот кажи ми. Текстот сега касно е, друг те има знам, пак да бидам, љубов твоја веќе не можам, кај да си, веќе не сакам да знам, пијам гутан сам и не те спомнувам. Леле, и те погоди текстот. Те погоди текстот, така? Да, И? тој момент кој почна рефренот, масо јас да клам водев од втора братина, масо да намалям јас кумту трета и до охриту ражата. Кој што беше врнато и на самата крина околу 30 степени за вртење, вртам налево волам, крева мрачна, се лизгам и се удрам во макина. Во банкина. Да. Помина без повреди? Да, помнав без повреди, ама тоа што е најако, шофершанината и направи две дупчиња со глава. На шофержанината ти направи. Не она на тебе, ти на неа. Јас не изи направи. И? Што беше најинтересното, го викнав другар ми, Цветан се вика, Добро. Тековски, поздрав до него и до неговата фамилија. Така? Го викнав него и му реков, брат, дојди, јас си го чукнав. Дека тато не беше тука, на работа беше. И јас, ајде да го повозам парк па да видам да осетам како е кола, едно друго. И мукам, го чукнав и го, дојде тој со моторот. Најинтересната случка е што брзава помоши доаѓаат, другар ми со моторот ги претицува нив. И он судар. Не, ги претицува и да кај мене. Мислеше дека е мала штета, крило едно дело, ќе се направи. Кога го виде југото, парче. Парча. Како реагираш, таткот? Никако. Како да реагира? Да си драпиш, Така треба, браво. неќе да влезам во болничко возило. Зошто? Па така, значи си го дадов телефонот, се пуштив музика, си запалив сигаре и си продолжив на кај дома. Там, ништо не ти беше. А одека бев ударен, никој не баре. Ајде, да чи ме понудам, сам ќе ги даш. Ти па сега се јавуваш, не ја докажа човекот приказната. Не знаел дека не била завршена. Ќе понудам. Да, исто дека. Титме.
Да. Колку? Ајде докажи. И тргнувам јас да си одам на кај дома и другаров ми дастана со моторот со задната коса на десна нога. Те вгади. Да, ме гради и ми рече влези во болничко возило или повеќе мовет нема со мене, не ме заборави. И тој ме натера да влезам во болничка. Појдов на болница, ме прегледаја, полицијата секако дојде, јас уште си лежам на креветот и си играм игра. Значи, се припрење со коли, да, си играм. И ми дадоја дувам, 0%. Алкохол во мене. А емоција се мерат ли полицајците емоција? Не мерат емоција. не. Така, тоа е Мерат. проблемот. Емоцијата го погодила, драги мои, не алкохолот. 100.000 денари пропуштив. Убаво, реков 90. 100.000, убава е понудата Да сме здрави и живи. Така е, Стефан. Така. Дојдов пред свеја се забавувам, да се дружам. Стефане, сега касно е, Стефане. Там рекли тасно. Така е. Сега касно е за 100.000. Одивам на последната рунда. Не те прашав, ти ја прифатеше ова или ќе ризикуваш? Со оглед на то, ке ова понуда ќе се долне дали да ја прифатам или ќе ја одам до крај. Да. Не е важно. Не е важно, да веќе победи. прифативме 56.000, Така е. да сме здрави жив. Така е. Осмица. Чекај малку, кој Мишко кажа за сумката дека иде. Ајде да видиме дали бил во право, Весна отворија кутијата. Мишко? Браво за Мишко. Дојди да те гуштам, брате. Секоја че Да го поздравам. да го поздравиш, ајде, полека. Полека, Стефан, браво. Ете, еден убав аплод. Дениот пак ќе го пријавам него. Пријави го, полека, само ти тука по тоа пази кај гадиш. Нема драги. Браво за Мишко. Мишко, од каде ова интуиција? Кога ти се појави моментот на милион дека? Почна при на тому да бира, затоа му реков преферен овој дел ваму. Ама ти точно погоди во која, ти не кажа во кој дел, ти кажа во сумката дека е. Браво, Мишко. Се чувството така ми дојде. Секоја ти чест, навистина. 14, стојчев. Тој 14. Рекол до крај да играт. Седмица, Наташа. Наташа отворија твојата кутија и ти немаш нешто писа по 30 денари, остана 10.000 на видео. Јас немам или ствари или 10.000. Така. Тварно? Да. Или, а? Сигурна си дека немаш нешто 10.000 трето? зове. Што ти реков од отворија седмицата, дека фино беше. Ти вака сега, дали Некоја емисија ми рече, во тебе ќе е милионот. И погоди и го отворив на ленче. А зашто сега не го послуша човекот кога види дека има добра интуиција, ништо не заврши цела емисија, Да. дури го погоди и милионот. Навистина ќе беше поинаква играта Да. доколку го слушаше Мишко до самиот крај, случајно го зема или затоа што има добра интуиција? Не го земав случајно, значи со него сме 24 часа, Така. само време, све делиме, шетање, дружење, одење по кафани, така да речеме, Браво. помалу и Ама он се знае за тебе, видов. Јас сум овдека 20, овдека сум Скопје бев уште од 85-та, затоа јас сум раснен во дом Аха. 11 октомври, мислам сам А, дете. тука. како Таму не. завршив школа и војска и све. Така, па беше после во Охрид, па се врати во Скопје. Добро. Банкару, се спаси да ти кажам, твоја среќа што не го слушаше Мишко. Вели да ќе си одеше сега со 5.000, ама да го слушаше, ќе беше друга понудата. 5.000 ќе беа сега, ќе си идеше на крај, отворија кутијата. Стефан. 10.000 во право беше Пеца. Те чувавме со само 100 денари, отворија кутијата со 100 денари, така е. И сега, ние 10.000 убави ги продавав. да. Са овие 56 можеме да ги направиме на 112.000. Ако играме 23, имаме бонус, војно, ништо, половина исто. Буквите, АБВГД. која ќе играш? Не играм. Ма немој, се знаеш, само не ćeš да ја играш. Зошто не ја играш? Па прилично може да промашам. Што би играла ако играш? Ке играм буквата А, дека има буквата А на девојка му, Кажи, Ангела, девојка, тебе. Нета. Мишко, помагај ме. Девојка. измеѓу. Како тоа измеѓу? На средина е, трета е поред буквата. На средина трета. Па прва, не.
Трите имиња што ги кажа, средното. Средното име, 3 имиња што кажам. Значи, Ангела поред е трета буква. Ана, Ангела и Анета, така? Не, така. Ангела? А буквава е трета поред. Ај, излагај, ај, оди таму. Играј квиз тука. Квиз. Буквата у средина, името. Ајде да видиме таа Ангела што ќе ти донесеше бонус. Епа не икеше да играш, што не играше. Да сме здрави и живи. Бога ми ти долго ќе биде здрав и жив со овој памет, блазици ти, свака ти част, еден убав аплауз, прекрасно момче. Ова не беше кажано, ова беше наистина кажано како комплимент, затоа што е навистина опуштен. Така е, Може да те замени, како што почна може да те замени. Ма јас бе кажав веднаш дека не дај Боже, некогаш ако не можам, сум уморна, на пат, имаме човек. Тоа е многу важно. Имате телефонски бројче? 075 854 250. Доска 52447. Сега ќе почнат девојки да ти звонат, ја нема да ме бараш Ангела да те мадам пред Ангела. Или како е да се вика Да, девојка. после ќе заборе докли да појде. Како? После Охрид ќе му бит последна станица таму. Да оди некаде. По секој некој период не планирам во Охрид одам. Така? Добро. Ајде, Степан, за крај душо, кажувај сега За крај. како ти пројде. Многу убаво си пројдов. Запознав многу добри луѓе. Убава дружба, добра енергија. Браво. Колку И ќе поздравиш? посакувам, поздравувам фамилијата што ми е во Велес. Охрид и Струга, сестрите. Поздрав до нив и до внуците. Инаку сум војко на 9 внуци. 9, браво. 9. Нека се здрави и живи. 3 машки, 4 машки, машки и женско. 3 машки, 4 машки, ма не бе овој решил да ме бури цела емисија. Како 3 машки, 4 машки, па 2 женски? Па, машки и женско, 3 машки и 4 машки. Значи, 3 машки Велес, 4 машки Охрид. Не, некој од нас двајта терапија нема темено. И се мислам дека и јас немам темено, нешто. 3 машки и женско. Те разбравте, добре. Кој разбраве? Кој? Ајде, бете. Број 9. Од двајца. Не. 4, од едниот 4 и од другиот 4. Така. Трунетката, внука ми Марија рече, таа е од сестра ми Бети, што е мажина во Стојува. Марија и Кирил, сестра ми Охрид што е мажина, Матијас, Ахил, тие се најмали, на 5 јуни се породи, Јосиф Константин и Велес Рушка, Невојша, Мате Илија. Ова су машки, едно женско, кратко и јасно. Така е. Орече 4-4-2. Така ли кажа? Нека се здрави и живи сите. Добро. Да ги поздрави сите што сакаш да ги поздравиш? Да ги поздравим на сите. Добро. И уште нешто. Ајде. Во Охрид 80 на 100% не очекуваат пред телевизорите. За да ја играш, мислам кој? Да ме гледаат пред малите екрани. Добро. 80 или 100? Или 80 на 100. Аха, Значи, добро. тоа е 20%, е многу мал процент на 80%. Ајде да ти одиме. Значи, вечерва оваа емисија, така да кажа дека ќе биде многу гледана. Така ли? Извинете. Уште има? Да, уште мартина. Ајде. Мобилниот телефон не престана да звони. Само го слушам др. И глумеце! Луѓе, овде ќе се одјавиме. Ни беше исклучително драго Степан што беше заедно со нас, што вистински, ама вистински не забавуваше. Драго ме што има. Како? Храбро играње. Така е, храбро играње. И ако можеш да го послушаш малку, Мишко беше 100% во право, или 80% од 100%, оние 20 што се малку, така беше. Или? Во ред. Значи, како и да е, Мишко не беше драго исто така што ти има нашиот квиз, што му помогна на нашиот надпреварувач. Пропуштивме околу 100, меѓутоа 56 е убава сума. И значи за некоја година да те гледаме како водач на гале. Така, тоа е твојата најголема жетва. Да ти се исправиш. Може, така? Ќе објавам на социјалните мрежи, па ќе достанам да одболано. Ете така. И со песната Шоферска е туга преголема. Драги мои, со ора и песни, аплаузи ќе се
одјавиме оваа вечер. Поблагодариме за целата смеја, за целата убава забава која што ни ја приреди нашиот натпреварувач Лиѓанец од Степа. Там дека се забавувавте, така што се надевам на слична игра утре, односно да имаме ваква забава, што повеќе пари.